Струмишкиот карневал стартува идната недела. Веќе спомнавме на самиот почеток од овие вести дека и покрај немањето државна помош, односно помош од Министерството за култура, годинава ќе имаме квалитетно издание. Ристов, на 22 започнува Струмишкиот карневал. Накусо за и околу програмата, имаме ли годинава одредени измени во програмата? Па не правевме големи измени, меѓутоа еве имаме концерт под маски кој секоја година е различен од минатата година и веќе музичкото школо се подготвува и веќе тоа е при крај. Детскиот маскенбал веќе е договорен, ќе се одржи на 22. Во петокот имаме средба со карневалските групи од странство, имаме пригодна вечера подготвена за нив и секако свеченото отворање на карневалот е со Струмичкиот маскенбал кој ќе се одржи во хотел Сириус. Тука избираме принц и принцеза. Ова ќе биде една убава забава, едно убаво дружење со сите карневалисти и со сите тие кои го сакат карневалот. И веќе наредниот ден во сабота е големиот интернационален Струмички карневал. Тука очекуваме околу 2000 маскирани луѓе, гостите ќе се тука присутни, нашите карневалски групи, гостите од Македонија. И се надевам дека, како и секоја година, времето ќе не послужи, нема да биде премногу ладно, за да имаме добро издание на годинашниот Струмички карневал. Во неделата е детскиот карневал, како и секоја година. Малите карневалчиња се движат низ улиците доколку времето послужи. Еве тоа ќе го направиме на плоштадот во Струмица. Доколку имаме временски неприлики како минатата година, карневалот ќе го одржаме во подземниот паркинг под плоштадот. Во понеделникот е веќе чист понеделник, се слават веќе тримерите, тука ќе се подели бел граф на плоштадот за оние луѓе кои доаѓаат, кои се движат на плоштадот. Тоа ќе биде почеток на постите за тримери. Во вторникот ќе имаме пресконференција кај што жирито ќе ги објави наградите на Струмичкиот карневал и ќе се доделат наградите. После тоа со сите наградени ќе имаме едно заедничко дружење и во средата завршуваме со одбележувањето на тримерските обичаи. Тоа го прават распејани струмичани секоја година. Едно убаво традиционално зачувување на традициите на она што се вика тримери и почитување. И Струмишкиот карневал е поврзан со тримерите. Да. Спомнавте наградите. Понашто го видов и годинава нема некои поголеми остапки во наградниот фонд зборам. Дали доколку се добија средства од Министерството за култура во на програма за нематеријално културно наследство, можевте да планирате и повеќе пари да ги наградите и да ги мотивирате? Па секако, еве, тоа е и нашата цел, заради тоа и конкурираме ние со тој проект. Јас морам да напомнам, еве, денови добивме од Министерството дека од кои причини е одбиен проектот. Сме немале потврда од Управа за заштита за нематеријално културно наследство. Ние тоа го правевме, го почнавме некаде 2008 година и остана. Тоа не е работа на одборот на Струмичкиот карневал. Ние сме избрани од Советот на општина Струмица за да ја реализираме манифестацијата. Тоа треба да го направат некои постручни луѓе, етнолози или било кој. Но еве, јас пак ќе спомнам, доколку добивме пари од Министерството, наградите ќе беа поголеми. Партиципацијата за карневалските групи ќе беше многу поголема. Можеби и патувањата кои после тоа следуваат после нашиот Струмички карневал ќе беа многу повеќе или презентацијата на Струмичкиот карневал низ Европа ќе беше многу поголема. Но еве да се надеваме дека во наредните години ќе ги исполниме сите критериуми. Ние зборевме пред некој ден во карневалскиот одбор дека мораме ова година и во организацијски смисол, меѓутоа мораме и да извршиме притисок кон оние етнолози кои треба да го направат ова верифицирање на Струмичкиот карневал во институциите. Кога веќе спомнавте карневалскиот, односно организациониот одбор, може ли да очекуваме после ова издание одредени корекции и измени во оната првична програма која што веќе сме навикнати да ја гледаме? Па вака. Ова го зборам бидејќи свести, односно од минатата година имаше иницијатива за организирање на повеќе маскенбали, засенувајќи го оној главен маскенбал каде се избира принцот и принцесата. Ние не можеме да ги сопреме сите тие маскенбали. Значи во Струмица, во секој ресторант, во секоја дискотека се прави маскенбал во тој период и идејата е да има колку што може повеќе маскенбали, но се размислува доколку имаме и средства и можеме тоа изборот на принц и принцеза да го направиме на некој друг начин. Да се пријавуваат луѓето маскираните и да правиме дали во спортска сала, дали во некоја друга сала да правиме избор на принц и принцеза. Но
за тоа потоа. Јас сепак ќе спомнам, Струмичкиот карнавал го достигна врвот. Сега веќе треба можеби нешто да менуваме, но сметајте дека во Струмица имаме еден од поубавите, поорганизираните и секој кажам најубав карнавал на овие европски простори. Ние ги посетуваме карнавалите во Србија, во Бугарија, во Црна Гора, во Словенија. Тоа можеби ќе биде и фалба, но ќе кажам дека ние имаме еден од најорганизираните карнавали во овие простори. Пријувањето за карнавалските маски тече, мислам дека се дозабават музеи. Не, тоа е на веб страната. Така, ние имаме на веб страна на Струмичкиот карнавал, тука има апликација, се пополнува и странските групи пополнуваат и групите од Македонија и секако групите од Струмица. Сето тоа се сублимира, вечерва ние некаде во 19 часот ќе видиме отприлика колку маски има пријавено. Последни месечини дека до крајот на неделата е пријавувањето и ќе знаеме точен број на учесници, точен број на маски и во која категорија колку маски имаме. Маршрутот останува иста? Да, маршрутата е иста. Не смееме да направиме поголема. Ние имаме насока од карнавалистите маршрутата да ја намалиме. Но, како да кажам, во другите карнавали маршрутата е во една права линија од некој си 1 километар. Ние можеби имаме скоро 2 километри кај што се движат, но тоа ни го дозволува и публиката. Ние мораме да направиме секој граѓанин, секој кој што се движи низ градот, да ја види поворката и да учествува и да се забавува со неа. Секако маските се презентираат тука на плоштадот, кај што е и жири комисијата, но ми се чини дека убавината на Струмичкиот карнавал е тоа, движењето низ улиците. Така. Составено е стручното жири кој што ќе врши оценување, предпоставувам. Па се работи на тоа, меѓутоа мислам дека скоро готово и тоа. Жирито ќе биде во состав од 5 члена, сега не можам во моментот да го објавам, да ги објавам имињата, меѓутоа и не е пожелно тоа, но од секој пат се биле луѓе стручни и кои го познаваат карнавалот. Организационен одбор Струмица овие денови, поточно за време на викендот кога ќе бидат оние карнавалски маскембали, главното дефиле ќе биде преполн, значи ќе биде огромна посетеност. Да. Се изменија ли оние навики кај гостителите да го помагаат Струмичкиот карнавал? Малку да одговориме на ова поле, дали доаѓа поддршката, не само од оние големи фирми, туку од целокупната заедница за ова издание, бидејќи бенефитите се огромни? Да, многу малку. Би рекол дека тоа се многу малку средства кои ги добиваме од погостителите. Ние со ова манифестација правиме тие да се полни цел викенд. Така рече, од петокот до неделата сите ресторани, сите кафичи се полни. Многу малку одвојуваат за карнавалот и не знам на кој начин. Ние правевме многу варијанти, правевме многу состаноци и не успеевме да најдеме заеднички јазик, но се надевам дека еве годините кои доаѓаат ќе можеби треба една година да абстинира Струмичкиот карнавал, па да почувствуваат угостителите и хотелиерите колку и што значи Струмичкиот карнавал, па тогаш да влезат во оно што се вели спонзорирање или финансирање. Очекувате повторна годинава да имаме повеќе илјадници посетители на за време на викендот? Се спомнува една бројка дека за тој период во Струмица паѓа дури 1 милион евра. Да. Па еве, ние денови разговаравме со хотелиерите и мака-мачиме за едно кревет да најдеме легло за гостите кои доаѓаат од странство. Значи сите хотели се полни. Сите ресторани веќе се букирани местата, масите и така натаму. Тоа е огромен прилив на луѓе. Агенциите веќе од Бугарија и од Скопје и од другите поголеми градови на републиката планираат патување, викенд патување во Струмица за да уживаат во карнавалските случувања. Ристов, уште едно прашање само за крај. Дали како организационен одбор планирате за публиката монтажни трибини, бидејќи убавината на маската се гледа најмногу на централното плато, односно на самиот плоштад Гоце Делчев, каде што карнавалџиите, односно маските се упатени кон гостите, но не и кон публиката. Дали на ова поле размислувате што можеби треба нешто да се смени? Ние последните 10 години размислуваме на тоа поле, меѓутоа проблем се финансиите. Немаме средства да ја направиме таа трибина. Ние одвај смогнавме сили овие 2 трибини кои ги поставуваме за гости, за спонзори, за луѓе од ФЕК, за жири и таму некаде собираме околу 100 луѓе.
Се надевам дека следните години, доколку има прилив на средства или доколку некој изрази желба од граѓаните на Струмица или некоја организација, ние ќе прифатиме тие да постават трибини. Па нека се наплаќат и влезници, што се вели. И на тоа поле сме размислувале, меѓутоа на крај заклучуваме дека немаме средства за тоа и останува така. Ристов, јас ти благодарам, се радам дека годинашново издание на Струмишкиот карневал ќе биде едно од најбогатите, најквалитетните и повторно ќе бидеме броени во самиот врв на европските карневалски. Секако на нашите намери и нашите настојувања се да успееме по тие европски стандарди, по тие високи стандарди за организација. Така, Ристов, јас ти благодарам.